Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека цел свој живот работел за Израел и најави дека ќе остане на таа функција и покрај тоа што израелската полиција препорача против него да биде покренато обвинување за 2 случаја на корупција. Таквите препораки не значат ништо во демократско општество, рече Нетањаху во телевизиското обраќање до нацијата. אזרחי ישראל, אני לא כאן כדי לעשות לביתי. אם זה מה שהיה מניע אותי, הייתי מזמן במקום אחר. מה שמניע אותי הוא דבר אחד, להבטיח את עתידה של המדינה שלנו. Нетањаху додаде дека се што правел за Израел, а не за цигари од пријатели и за подобро медиумско покривање. Тој повторно одрече дека примал скапи подароци од холивудскиот продуцент Арон Милхан за замена за услуги. Нетањаху е осомничен и за тоа дека со издавачот на израелскиот весник Једиот Ахронот се договарал поволно да известува за него во замена за намалување на влијанието на конкуренцијскиот дневник. Нетањаху ја обвини полицијата дека води лов на вештерки против него. Полицијата пак наведе дека откако Нетањаху станал премиер, обемот на подароци значително се зголеми и дека заедно неговата вредност е околу $280,000. Што се однесува до продуцентот, во замена за подароци Нетањаху настојувал да биде усвоен така наречен закон Милхан, со кој би бил намален данокот за израелците кои се враќаат во Израел по известно време поминати во странство. Полицијата наведе дека премиерот действувал против јавниот интерес. Сега израелскиот јавен обвинител треба да реши дали да покрене обвинување против Нетањаху. Овој процес би можело да потрае неколку недели, па и месеци. Министерот за правда Ајелет Шакет изјави дека премиерот не мора да даде оставка на функцијата. 68 годишниот Нетањаху на функцијата премиер досега има поминато 12 години.